Почитувана публика, добре дојдовте во премиерното издание на специализираната емисија на Охрид Нјуз за спорт, насловена како Спорт Плюс. Во неја ќе се занимаваме со актуелностите од спортот, а акцентот ќе биде ставен на настапите на локалните спортисти и клубови. Предстојниот викенд двојна интересна програма, ракомет ГРК Охрид во првото коло од Суперлигата против Тиквеш, фудбал, втора лига Запад, една од двете дерби средби во престојното коло. Фудбалскиот клуб Охрид на домашен терен го пречекува Силекс од Кратово. Повод за нашите гости во студиото, представници од ракометниот клуб Охрид најнапред, а потоа и од ФК Охрид. Добре дојде во студиото за Филип Кривокапич. Добро вечер. Филипе, не очекува премиерен прв надпревар во новото првенство во Суперлигата во недела против Тиквеш, средба која требаше да се одигра првично во четвртокот, но поради трагичниот настан во Тетово одложена и ќе се игра во недела во попладневен термин во 14:30. Дали сме подготвени? Да, па прво коло е во недела со екипом Тиквеш, со којом смо имали веќе прилику да играмо на пријателјско утакмици кои смо победили и надам се да ćemo to uraditi opet i u nedelju. Ekipa je srećna što se vraćaju i navijači na tribine i mislim da će to biti još jedan plus za nas i da se svi radujemo u nedelju. Ги завршите подготовките, секога се напорни пред почетокот на сезоната. Каков е здравствениот биланс и каква е атмосферата во екипата? Па атмосферу smo polako dizali iz utakmice u utakmicu i treninga u trening i mislim da smo se spremili i svi znamo šta nas očekuje ove godine. I sa novim igračima mislim da ćemo imati veću rotaciju u ekipi, da će biti lakše za sve nas i nadam se da će biti uspješna sezona. Екипите кои настапуваат во Суперлигата добро се познаваат меѓу себе и новите суперлигаши, а и оние нормално кои се тука веќе повеќе години. Каде го гледаш РК Охрид оваа сезона според тебе? Која е целта која си ја поставивте пред себе? Pa prvi cilj ekipe je da obezbedimo play-off, što je bilo i prošle godine. Nadam se da ćemo uraditi isto ove, a naravno i Evropu, što da ne, ako se ukaže šansa. Така. Спомнавте и самиот ова првенство ќе биде за разлика од претходното, се надеваме сите многу подобро и без проблемите кои ги предизвика COVID-19, од причина што публиката се враќа. За еден спортист како е да се игра без публика, како е со публика? Тоа веројатно нема врска една со друга. Ne, pa kao što sam i rekao na sami početak, mnogo smo srećni i radujemo se što se vraća publika na tribine, posebno su naši navijači ribari i kao što kažem, nadam se da ćemo se radovati zajedno u nedelju i iz utakmice u utakmicu sa njima. Така е. Во недела имате и трето полувреме. Da, nadam se da ćemo odigrati za Taseta i da ćemo se zajedno sa njim radovati i koliko toliko njemu uljepšati. Да, како честитка за стапувањето во брајот на популарниот Тасе. И уште едно прашање, после надпреварот во недела на кој верувам сте фокусирани, доаѓа езерското дерби и надпревар со Струга. Има ли веќе термин кога ќе се одигра, дали тоа ќе биде веднаш во сред недела или ќе биде следниот викенд? Pa mislim da će biti sreda ili četvrtak. I mislim to je opet jezerski derbi. Nemam šta da kažem za to, svaki igrač voli takvu utakmicu i sve i nadam se da neće biti problema sa. Така, одиме еден надпревар по друг, најпрви да се добие Тиквеш, а потоа на Мегдан со Струга. Ти благодарам што издвои време, што беше гостин во Спорт Плюс на Охрид Нјуз и посакувам успех на надпреварот со Тиквеш, а потоа се разбира и на езерското дерби. Hvala puno i veliki pozdrav za vaše gledalce i čitavce. Го слушнавме, ги видовме видувањата на Филип Кривокапич, централниот бек на ГРК Охрид, пред надпреварот со Тикве, закажан за недела во 14:30. Сега ќе ги слушнеме изјавите од пресконференцијата со Сема Кусо на тренерот на ГРК Охрид и капитенот Раде Стојановиќ и Андоновски. Па да, можам да кажем дека имаме доволно време да се спремиме. Одигравме 6 подготвителни надпревари.
Задоволен сум од залагањето на играчите, од формата. Можам да кажам дека имаме една од најмладите екипи по Суперлига и сигурен сум дека ќе стартаме со победа. Очекувањата оваа сезона се повторно да избориме место во плейоф. Оваа година можам да кажам дека лигата е посилна, сите екипи се засилија и се до некаде со еднаков квалитет, па ни предстои една неизвестна сезона полна со возбудување. Оваа прилика исто така ја користам да ги повикам љубителите на ракометот да дојдат да ни ја дадат потребната поддршка во четврток. Денешното издание на Спорт Плюс го продолжуваме на фудбалски теми, исто така во недела од 16 часот на стадионот Билјанин Извори. Фудбалскиот клуб Охрид го пречекува Силекс во, верувам, една од дерби средбите, во една од подобрите надпревари од предстојното трето коло во новото првенство, втората лига Запад. Алесандар Бакулевски со нас во студиото на Охрид Ньюз. Подготвени ли сме за предизвикот Силекс? А пред се да ви заблагодарам што ме повикавте во оваа пригода. Подготвени сме во оваа лига, значи секој надпревар е исто како финале. На секој надпревар одиме со иста цел за победа, така и на овој против Силекс, без респект за нивната екипа која се состои од многу прволигашки играчи. И така, едва чекаме Да, секогаш е мотивот поголем, повисок кога се игра против противник кој има реноме како што е неделниот на Охрид, Силекс, поранешен шампион, учесник во Еврокупови и така натаму, меѓутоа се е тоа за добри спомени на минато на тој клуб. Ова е еден нов момент, битни се бодовите и за Охрид, битни се и за Силекс, од проста причина што ќе биде навистина жестока битката и за пласман во прва лига и меѓутоа битката и за опстанок, бидејќи нов систем ние оваа година. Да, ние затоа ние одиме чекор по чекор. Прво да се обезбеди опстанокот, па потоа ако има можности да се замешаме во трката за влез во првата лига. Бидејќи претходната година ние не успеавме за малку да го постигнеме тоа. Се надеваме дека или оваа година или во текот на наредните години би било добро Охрид да има и прволигаш. Да, Охрид би било добро да има прволигаш, сега има нова прекрасна источна трибина, се надеваме дека наскоро Срца Билјанин Извори ќе ја добие и новата западна трибина, со што ќе биде сосема подготвен за многу поголеми и подобри надпревари. Се надевам на фудбалскиот клуб Охрид. Но да се вратиме на надпреварот кој не очекува во недела, каков е здравствениот билтен, дали се сите подготвени за овој меч, се сочуваме ли со некакви проблеми? Па да, сите играчи се на располагање, што беа на претходните надпревари. Имаме еден играч до двајца повредени, но не настапијат и на првите надпревари, така да сите играчи сме спремни да даваме максимум на овој надпревар. Што може да извлечеме како заклучок од првите две кола? Половичен успех, убедлива победа дома. Ајде би рекол несреќен пораз на гости, ако заслуживме повеќе на тој надпревар, меѓутоа скапо не чинеа нашите грешки. Да, несреќен пораз против Кадино, но тоа не треба да не демотивира. Треба да продолжиме, бидејќи вистина бевме поквалитетен противник од нив. Ќе го покажеме тоа и со Силекс. Тоа треба да биде, иако е во втората лига, треба да личи на прволигашки надпревар. Која е пораката поканата до публиката? Па се надевам дека ќе дојдат во што поголем број. Највачката група Рибари постојано значи не поддржува, беше дури и на надпреварот во Скопје. И покрај највачката група Рибари би сакали и другите љубители на фудбалот да дојдат да видат што се работи. Така. Да го погледнат фудбалскиот клуб Охрид во дерби надпреварот против Силекс, овие млади играчи кои минатата година за малку не успеа да стигнат до целта, односно до пласман во првата лига, се пред нов предизвик, значи покана до сите љубители на фудбалот, на спортот. Недела двојно уживање, ракомет 14:30, РК Охрид против Тиквеш,
во 16 часот, веднаш потоа дерби средбата од втората лига Запад, фудбалскиот клуб Охрид против Стилекс и се надеваме на добар резултат на нашите клубови престојниот викенд. Алесандар, ви посакувам многу среќа во надпреварот со Стилекс и се надевам дека Благодарам. вака насмеани ќе сме и во Да. понеделник по средбата. И ние и на коментарите исто и на нив да му посакам среќа во направарот. Да, ви посакуваме среќа на двата тима. Вам ви благодарам на вниманието. Беше тоа првото премиерно издание на Спорт Плюс. Се гледаме во следна прилика.